Снег, ветар, двоцифрен минус кој започнува со бројот 2, насекаде бело. Рецепт за зимска идила или напротив, студен ужас, за кого како. Јас сум од оние кои го сакаат снегот, па затоа ова е идила. После градот Виница како да влегуваш во некој друг свет или друга планета, бидејќи само тука можеш да видиш се уште снег и мраз, да ја почувствуваш вистинската зимска слика. По другите градови на истокот тоа го нема, беше објаснувањето на еден мој пријател. Поларната зима не е ништо чудно за градот Берово, кој деновиве се буди и живее на минус 21 степен под нулата. И преку ден е студено. Сонцето кое му дава сјај на снегот, го прави бисерот на Марешевијата еден и единствен, извор на чист воздух кој не пресушува, па и не размислуваш толку на студот, но вечерта е празна, поларна и ледена градска приказна. Студот и снегот не ги попречува беровци во секојдневието, бидејќи ти е паметат и по студени зими. 91 годишната баба Милева, иако со денови не смее да излезе од дома, вели дека оваа не е страшна зима, таа памети по големи снегови и пониски температури. През моето време, кога бех 10 години, нека сум била, 12 нека сум била, снег, метар и пол, врнеше зимно време. И рече готово време имаше. А са 2 години, 3 нема. Има само по-малко бележи. Са е повече тая година завърнало. За 3-4 години имаше пониски температури, минус 29 под нулата и значи трае тогаш скоро цел месец. Берово живее на минус 21 степен. Убаво, многу убаво. Дали памтите вакви поларни зими во претходните години? Повеќе и повеќе. Аз наводим се ке нас е стално, не е стално последните години, ама и мало и поладни години. Пред 15, 16, 2001 беше многу лани. 2002 јануар некаде до минус 27,6 покажуваш. Беровци од секогаш знаеле да го искористат мразот и за своја полза. Баба Милева сподели со нас една тајна, како се подготвувало сладолед пред половина век во Берово. И лете имало, джолове дека имало вода по 2 сантима лед. Ледарници правеа за лед да е кацана струјата. Правеа од тој лед го сечеа со збалти и имаше по земјата ледарници, слама и тураше ледо за презацото, за да има ледарници, за сладолед. Сето тоа било во минатото, но денес снегот и мразот знаат да создадат и проблеми. Па беровци денес се лутат зошто не се исчистени улиците, кои наликуваат на светлечки реклами, каде движењето е отежнато. Само ние можеме това да се снаодиме. Само беровци го това можат. И ни у Русија го нема. Смета, а не смета. Виж каква съм се обу. Улиците се значи катастрофа. Ништо не е ни очистено, ништо не е ни фрлано, ни сол има, ни песок има. Многу споро се движиме. Катастрофа, нема надлежни кои да изчистат снегот. Би требало да е изчистено, да нема поледици. Малце поише треба да се поработи на тоа. Па проблемот, старите луѓе имаа проблеми, не може да се движат, се е помрзнато, тешко. Но зимската магија во Берово има и убава страна. Неа ја даваат децата, кои уживаат во замрзнатите улици и на сите блиски лизгалишта и падини во градот и туристичките места во околините. Супер е снего, многу са ни убаво разлизгани патеките и санкаме се по цели денови тука со другарето. Не е многу студено, убаво се облачиме, понекогаш се и намокруваме. Сепак снегот во Малешевијата ја има и позитивната страна. Тој ги привлекува туристите кои сакаат да уживаат и да го поминат зимскиот одмор токму тука. Па е, на кратко да идеме, супер е, одлично, често тука. Добро. И супер е, верувам супер. Баш е прекрасно. И ради тоа сме доедени. Зашто е убаво по Малешевијата? Што е природно. Природно е и, како се вика,
улици некои да се со снег. Тоа е природно, така и било, така uvek ќе биде. На таа убавина фали да се продава сладолед. Знам дека тука пијат рачија, па за децата по сладолед. Беровци сезонова се снабдиле со 13.000 метри кубни дрва за огрев, а потрошувачката на огревно дрво, како што велат граѓаните, се зголемила тројно. Или Берово овој јануари троши 180 до 180 литри во секунда вода. Оваа зима граѓаните на Берово ќе ја паметат по екстремно поларните температури и доволно наврнатиот снег, кој веќе од утре се очекува да го покрие стариот.